денешното рочиште за случајот Пулс, судијката Диана Груевска-Илиевска соопшти дека во келијата на обвинетиот Джеваир Камбери биле пронајдени 13 мобилни телефони и лаптоп. Камбери тврдел дека уредите биле таму и тој само ги нашол. Судијката го предупреди дека следуваат санкции како самица, но овој пат му изрече опомена, додека обвинителството реагираше дека во затворите често се наоѓаат телефони и опомените не се доволни. Камбери, поранешен службеник во Министерството за економија, е единствениот обвинет и за примање подкуп покрај тешки дела против општата сигурност. Рочиштето продолжи со евидентирање адвокати на жртвите, а следуваат изјаснувања за вина. Пожарот во Пулс од 2025 година однесе 63 животи и повреди над 200 лица. Системот Безбеден град стартува пробно во Скопје и веќе во првите 12 часа регистрира 65.000 прекршоци, меѓу кои 2.800 минувања на црвено и 1.000 нерегистрирани возила. Новите законски измени дозволуваат камерите и сензорите да важат како валиден доказ, па прекршителите ќе добиваат SMS и имејл со записник и налог за плаќање. Ако глобата се плати во рок од 8 дена, се плаќа половина од износот. По истекот на рокот се плаќа цела сума, а ако не се плати, следува присилна наплата. Во првата фаза се санкционира брзо возење, црвено светло, неисправни документи и непрописно паркирање, а следува и проширување на прекршоците. Плаќањето ќе биде достапно електронски преку линк со автоматски внесени податоци. Железничкиот сообраќај повторно функционира нормално од ноќеска, откако синдикатот на машиновозачите го прекина бојкотот по успешни преговори со Македонски железнички транспорт и Министерството за транспорт. Според председателот Тони Димовски, дел од нивните 15 барања биле прифатени, па сообраќајот се нормализирал во 1 часот и 30 минути, а првиот воз тргнал кон Куманово во 4 часот и 57 минути. За време на бојкотот, што почна вчера во 13 часот и 30 минути, биле стопирани 5 патнички возови, додека товарниот сообраќај имал само за доцнување. Барањата на синдикатот вклучуваат исплата на прекувремени часови, бонус плата за над 150 прекувремени, покачување на коефициентот поради трошоци за живот и дополнителни 10% за итни повици на работа. Диалогот продолжува. Од денес пензиите во Србија се зголемени за 12,2%, а првите повисоки исплати пензионерите ќе ги добијат на почетокот на јануари. Со покачувањето, просечната пензија достигнува околу 437 евра. Председателот Вучик ги отфрли тврдењата дека нема доволно буџетски средства за ова зголемување, а министерот за финансии Мали истакна дека покачувањето доаѓа 1 месец порано од планираното. Очекувањата се дека во 2026 просечната пензија ќе биде 488 евра, а до 2027 650 евра. Дополнително ќе растат и други примања. Платите во јавниот сектор од 2026 ќе бидат повисоки за 5,1%, а минималната плата ќе порасне за 10,1% и ќе надмине 550 евра. Европската комисија позитивно го оцени седмото барање на Хрватска за исплата од 1,1 милијарда евра во рамки на механизмот за закрепнување и отпорност, важен чекор кон финална исплата. Оценката покажува дека Хрватска успешно спровела реформи и инвестиции во социјални услуги, пазарот на труд, дигитализација, енергетика, транспорт, водни ресурси и пазарот на капитал. Земјата исполни 22 пресвртници и 31 цел. Клучни мерки вклучуваат модернизација на енергетската мрежа, 300 километри нови или обновени далноводи, 40.000 паметни броила и развој на националниот пазар на капитал со нова стратешка рамка. Комисијата ја достави проценката до економскиот и финансиски комитет, кој има 4 недели за мислење. Планот на Хрватска вкупно вреди 10 милијарди евра. Десетици илјади граѓани протестираа во Софија и повеќе бугарски градови против новиот државен буџет за 2026 година и владата, во пресрет на усвојувањето на еврото од 1 јануари. Во Софија демонстрантите скандираа оставка, а вечерта протестите се префрлија пред седиштата на ГЕРБ и МРФ, каде што избувнаа судири со полицијата. Се гледаше запалена улична опрема, уништено полициско комбе и употреба на солзавец. Приведени се повеќе од 10 лица, а 2 полицајци се повредени. Протестите, организирани од коалицијата, продолжи со промените, Демократска Бугарија, собраа над 50.000 луѓе, а центарот на Софија беше блокиран со силно полициско обезбедување и транспаренти како «Млада Бугарија без мафијата». Германското производство повторно се соочува со растечки проблеми во снабдувањето со суровини, особено поради недостигот на чипови. Според најновото истражување, 11,2% од компаниите пријавуваат тешкотии во набавката, двојно повеќе отколку во октомври. Најпогодена е автомобилската индустрија, каде 27,6% од фирмите имаат доцнења во испораките, драматичен скок од помалку од 1% минатиот месец.
се зголемуваат проблемите и во електронската, оптичката и електричната индустрија, каде недостигот расте до 17,5% и 16%. Исто така најголеми проблеми имало во декември 2021 година, кога речиси 82% од фабриките биле погодени од материјален недостиг. Американскиот државен секретар Марко Рубио нема да присуствува на утрешниот состанок на шефовите на дипломатиите на НАТО во Брисел, што е исклучително невообичаено. Бидејќи овие средби се одржуваат 2 пати годишно и речиси секогаш присуствува американски представник на највисоко ниво. Наместо Рубио, САД ќе ги представува заменикот Кристофер Ландау. Отсуството доаѓа во чувствителен момент, кога САД и Украина се обидуваат да ги усогласат позициите околу планот на Трамп за завршување на војната, а европските земји се жалат дека се исклучени од процесот. Ова го засилува стравот дека би можел да се наметне договор кој би одговарал повеќе на Русија. Од Стејт департментот велат дека Рубио активно комуницирал со сојузниците, но европските партнери и понатаму се загрижени за посветеноста на Вашингтон кон НАТО. Министерот за здравство на Конго, Роџер Камба, соопшти дека официјално е прогласен крај на епидемијата на ебола во покрајината Касај. Последните 45 дена не се регистрирани нови случаи, што значи дека ширењето на вирусот е запрено. Епидемијата започна во септември во градот Булапе и се прошири во 4 околни градови. Вкупно беа потврдени 53 заразени, од кои 43 починаа. Во овој период беа вакцинирани повеќе од 27.000 луѓе. Ова беше 16-тата епидемија на ебола во Конго од 1976 година и 7 во регионот Касај.